Уважаени гледачи, добро вечер. Ново издание на емисијата Ваш термин 17:10, веќе сме тука за вас и со вас и се надеваме дека и ова издание, впрочем што денес ќе се реализира, ќе биде од ваша корист, бидејќи ние секако се тоа што го правиме се со цел да ви помогнеме да имате добро психичко и физичко здравје, односно да се грижите со тоа што ќе ги слушате сите оние работи, информации, теми кои ги обработуваме во Ваш термин. Така ќе биде и денес. Јас уште кога започнавме во новата сезона, кажав дека сето она што ќе биде од ваша корист, сите разговори за сите теми, вклучувајќи и здравствените проблеми и во однос на психолошката состојба и се, ќе ги обработам за да биде нели во позитивна смисла, да дознаете нешто повеќе, да слушнете нешто повеќе и се разбира да постапувате онака како што ќе ви посочиме. Денеска мој соговорник во Ваш термин ќе биде доктор Зоран Крстевски, универзитетски професор на Европскиот универзитет, инаку по неколку предмети, инаку тој исто така и колумнист и тренер за личен развој, мотиватор и едукатор. Во своите настапи секогаш обработува теми кои што се поврзани со позитивниот начин на размислување, себеспознавањето, себенадградбата и етиката. Автор е на книгите Судбината и етиката, Астролошки патокас, Етичка мудрост на балканските народи, Изгреј сонце на љубовта, Мојкта на умот, Мојкта на срцето, Заштита од злото и негативните вибрации, Љубовни патокази, Исцелување на душата. Меѓутоа денеска овде со мене во студиото е оваа причина. Значи неговата најнова книга Излез од криза. Криза, ние навистина веќе долго време се наоѓаме во криза, односно во кризна состојба на пандемија. И токму поради тоа малку ќе проговориме за книгата која што и како содржи многу информации во однос на тоа како ние се тоа да го надминеме психолошки, значи да бидеме над состојбата, да се обидуваме позитивно да размислиме. Меѓутоа нормално Зоки е тука да каже се она што е потребно вие да го знаете. Зоки, добре дојде. Добро ве најдов. Се надам дека добро те представив до нашите гледачи, меѓутоа иако многу мина веќе те знаат. Така е, добро, вие многу добро ги водите нештата, прекрасна емисија имате. Благодарам. Ги познавате темите од личниот развој, духовноста, мотивацијата, така што во оваа емисија се надевам дека ќе направиме убав разговор со кој позитивно ќе ги поттикнеме нашите гледачи, бидејќи дојдовме во ситуација каде што секој позитивен пристап е неопходен. Так. Како дојде на идеја за излез од криза и зошто токму излез од криза, заради состојбава, претпоставам? Првично почнав да пишувам така за некои теми во поглед на себе надградбата, себе развојот, но се наметна нели пандемијата, ситуациите кои што предизвика луѓето да се загубат себе си, да доживеат криза на идентитет, општествени состојби кои што не се добри, и во тој поглед зафатив теми кои што се многу поврзани со овие пандемични ситуации, низ призма на стресот, стравот, на тој позитивен пристап, на симнување на маските, од каде што произлегува, како да се пронајде тој излез, затоа што ние сме постојано бомбардирани со тие негативни вибрации кои што предизвикуваат неизвестност и страв кај луѓето. И сега од другата страна, ако се претопиме и само фаворизираме негативен пристап со тенденција дека ќе пропаднеме и што ќе постигнеме. И затоа тука пишував и за имунитетот, како до тој силен имунитет, но низ призма на психолошка енергија. Значи, ја градам позитивната мисла. Се градам себе си, се зајакнувам како битие. Виталитетот го барам, не потлекнувам. Читам се, надградувам се, усавршувам и тука има еден куп на методи кои што се препорачуваат во овој период на неизвестности, како ние малку повеќе се посветиме на себе си. Ќе прочитам нешто што е дел од од оваа книга. Велите вака: кога нештата не се одвиваат како што посакуваме, неопходно е да преземеме се што е во наша моќ и да ги промениме околностите во кои се наоѓаме. Процесот на позитивна промена започнува со иницирање на кои активности? Прво, до нашите гледачи, како? Да земеме дека прво најголемиот товар произлегува од травматични искуства создадени низ минатото. Значи, секој човек носи во себе си некоја јанза, некој немир, некој страв, некоја блокада, и тие му создаваат товар, не знае што со нив, не знае што со себе си. И првата задача е како нив да ги симне или пак да ги прифати. И затоа една од главните тези е: прифати ги нештата што не можеш да ги промениш. Фокусирај се кон нештата со кои располагаш. Со што располагаме? Со мигот. Значи, минатото е зад нас, ние не можеме со него да се бориме, не можеме назад да се вратиме, мораме да го прифатиме, при тоа мора да сватиме дека можеби носиме емоционален отров. Можеби имаме потиснат гнев,
може би имаме синдром на самоништување, може би имаме тенденција кон подсвесна агресивност. И сега тоа се втемелено во нас, ни предизвикува тело на болка. Посебно тоа го имам разработено. Так. Што се случува кога носиме тело на болка? И тогаш, навикнати на стресот, навикнати на негативните вибрации, ние привлекуваме лица и ситуации кои ни да го надополнуваат тој синдром на тело на болка. И сега тука постојат методи. Прво, прифати нешта кои не можеш да ги промениш. Второ, концентрира се на мигот. Еве, сега ние дојдовме во ситуација да треба да се радуваме на секој скапоцен миг кој што го поседуваме. Така да. Некои личности така. не можат да го поседуваат или заради нивните блиски кои страдаат, или затоа што се можеби во некои болнички кревети, или можеби затоа што го напуштиле овој свет. Значи, ние го поседуваме мигот, да се радуваме, да го користиме сето на кое што го имаме во себе си и надвор од себе си. И при тоа да го цениме најскапоценото нешто, а тоа е здравието, ако го имаме. Второ, да го цениме и бараме мирот. Мирот не може да падне од небо, ние сме тие кои што го создаваме, но го создаваме со позитивната мисла. Затоа мораме да почнеме позитивно да се градиме. Тука сега има и други методи, ако јас ги препорачам, однос кон природа. Да шетаме, да се движиме, да се опуштаме, да спортуваме или пак да си најдеме начин како да го хармонизираме своето тело. Затоа што се вели во здраво тело, здрав дух и обратно. Кога духот ти е здрав, кога ти е оптимистички, кога ти е енергичен, кога ти е со тенденција да напредувам, да го уживам мигот, тогаш и телото ќе ми биде здраво. А гледајте контра. Телото разнебитено, заради што? Заради стравот. Стравот што создава? Хормон на стрес или под влијание на кортизол. Тој кортизол лачи, негативна вибрација ги зафаќа нашите клетки, го троши нашиот имунитет и ние не можеме да се спротиставиме на некои нешта, а докажано е, луѓето кои што се константно подложени на стрес, кои што се постојано несигурни со себе си, кои што стравуваат од разни нешта, тие се поподложени на инфективни болести. Зуке, значи, велиш да не се плашат. Меѓутоа, потребно е и малку да имаме некој, како да кажам, некој страв на предпазливост, така речено, бидејќи од оние, како да кажам, наши сограѓани кои што немаа страв од предпазливост, можеби се случува и проширување на вирусот. Видете сега, треба да имаме мала доза на страв на предпазливост, меѓутоа да не дозволиме нели тој страв да не надвладае психички да. Да, ма гледате сега, имаме две опции. Првата опција да бидеме неодговорни, недисциплинирани, да мислиме дека ние сме Бог и дека сме супериорни и дека сме супермен. Така. Значи ние не сме. Вирусот докажа дека едно мало, скоро невидливо нешто може да не завладее. Значи укажа колку човекот е ранлив и колку всушност е подложен на надворешни вибрации. Тоа е второ. Но гледате, човекот е подложен и на внатрешни вибрации. Значи човекот е тој кој што емитира енергија, човекот е тој кој што се хармонизира себе си или се дисхармонизира. Значи надворешниот фактор е тежок за контрола. И тој секојаш треба да имаме во вид дека може да представува закана. Но имаме две опции. Првата е параноична опција. Добро. Се плашиме од се и се што, се плашиме се на чашата не смеам да пием. И ќе откажам што има таму. Потоа воздухот, се плашиме да излеземе, се плашиме да живееме, се плашиме да љубиме, се плашиме да читаме, се плашиме да се информираме и се плашиме. И со стравот си вметнуваме еден вид на стегнатост, на блокада, на нециркулирање на енергијата и живееме како во еден вид на стаклено звоно кој што и исто така е подложно на распукување. И тогаш ние се разнебитуваме од натре. Значи, точно, можеме да се разнебитиме од надвор, ако пак сме бестрашни, но може и дополнително да се разјадеме ако од другата страна сме параноични. И почнуваме од се да се плашиме. Значи, не е добра ни едната крајност, ни другата. Треба да најдеме некоја Да, онаа крајност на тие игноранти, кои што велат не постоел коронавирусот, не постоела опасноста, се е тоа заговор, се е тоа завера, тие имаат само уништувачки порив. Како што да речеме некој го има во поглед на семејство, само уништувачки порив, без разлика колку има љубов, разбирање, опција за напредок на деца, тој само гледа негативно, или тој го деструктурира другиот, партнерот, блиските, бидејќи е вечно незадоволен. Така. Овие живеат неуко, бидејќи мислат дека се може да контролираат. Небе се докажа дека не може се да се контролира, но обиди се да го контролира што произлегува од внатре. Затоа се вели, секој човек го дава тоа што го има. Ако имаш во себе мир, ќе дадеш мир. Ако во себе имаш љубов, ќе дадеш љубов. Ако во себе си шири здравје, ќе привлече здравје. Значи, прво здравјето е во позитивните мисли, во умот, во духот. А од другата страна, овие кои што така размислуваат, тие имаат нездрави мисли.
Тие нездрави мисли проектираат негативна вибрација, затоа што живеат со отпор, значи отпор дека постои закана, отпор дека може јас да бидам зафатен од една страна, што до некаде не е толку лошо, но од трета страна ти можеш да бидеш во животот внимателен, дисциплиниран. Затоа што гледате, ние ако бидеме со тотална неодговорност во поглед на општество и 30 години сме такви, еден ден чашата ќе прелева, луѓето ќе мигрираат, луѓето ќе станат поболни, луѓето ќе станат фрустрирани, луѓето ќе бидат консуматори на антидепресиви, луѓето нема да ценат високи вредности, ќе се претопат и ќе живеат со отсуство на страм, со неодговорност и недисциплинираност. Зашто? Тоа е процес кој трае 30 години. Не си создал стандард на самовредност, на една, би рекол, едукација. Од другата страна, имаме опција, се едуцираме. Со што се едуцираме? Се информираме. Со кого си имаме работа? Ние треба да знаеме и во пријателство со кого си имаме, во партнерство. Така. Ние треба да знаеме и во оваа ситуација со кого си имаме работа, со вирусот. Како тој функционира? Се информираш, следиш експерти, ти раскажуваат, те упатуваат. Затоа што и јас сега, мене ми е подобро да симнам маската да зборувам без маска. На сите ние верувај. Така, ама сега морам тоа да го направам. И сега ќе се приспособиш. Значи, гледате, животот бара приспособување, прифаќање. Затоа она што го кажав. Прифати го минатото, прифати се себе си, прифати ги околностите во кои се наоѓаш. Кога ќе прифатиш? Имаш помала ниво на емоционален отров и на грч. Не прифаќаш минато, си во стегнатост грч. Не се прифаќа себе си во притисок, во тензија. Не ги прифаќаш околностите и ти автоматски еден ден потпаднуваш по тие околности, тие се загрозуваат. Иако тоа дели судбина, некој кој што е најдисциплиниран, најстегнат, и тој може да биде загрозен. Но работата е не му го прави на другиот тоа што не сакаш да ти биде направено од тебе, што подразбира одговорност. Цела една филозофија има од Ханс Јонас, еден филозоф кој фаворизирал одговорност, мислам дека го има и во книгата. Така да. Значи гледате они што прават. Они ај за себе се неодговорни, но својата неодговорност ја пласираат кон други. И тогаш некои млади беснеат, одат во крајности, се здружуваат, не име гајле, но тие дали имаат родители, дали имаат дедо и баба, дали константно комуницираат со други личности, комуницираат. Својата неодговорност ја пренесуваат или ја шират кон другиот. И тоа е една страшна работа која подлекува на таа, би рекол, едно е подсвесна агресивност, а второ е синдром на самоуништување. Тој синдром на самоуништување може да биде колективен код. Во кодот на колективното несвесно ние фаворизираме синдром на самоуништување. Крадеме, не водиме сметка, не поставуваме високо морално или духовно воздигнати личности или интелектуално подготвени личности на раководни функции. Бираме неспособни личности. Од другата страна не водиме сметка за здравствениот систем. Слабо вложуваме во едукацијата, во образовниот систем. И автоматски еден ден ние со нашиот синдром на самоуништување ги фаворизираме невредностите и кога ќе дојдат ситуациите на опасност, тогаш на површина излегуваат сите невредности. И тогаш нас не спасува храброст на мускулот, нас не спасува умот, подготвеност, одговорност. Но понекогаш може да биде доцна. Но ова е една песимистичка филозофија. Да. Какви карактерни особини имаат овие луѓе вака што се, како да кажам, понеодговорни, кажа дека имаат синдром на самоуништување. Што друго? Зошто што се тие карактерни особини кај нив што причинуваат тие така да постапуваат? Па прво позната е филозофијата живеј брзо, умри млад. Таа е уште од Джеймс Диновска филозофија, која уште од времето на хипи движењето, од времето на 60-тите години од претходниот век се фаворизираше. Значи, животот е миг. Животот е уживање. Да, точно, но со создавање вредност. А гледате сега какви имаме ние ориентации. Вредност на умот, вредност на духот, вредност на одговорноста кон другиот, вредност на емпатијата. Или вредност на телото, на нагонот, на егото, на материјалното. И ви ги двете страни на вагата. Они се ориентирани кон нагонската структура. Телото ги владее, телото ги подведува кон афект, им се пружа шанса за ниски страсти, им се пружа за алкохол, им се пружа да беснеат во собраќајот, им се пружа егото да го искажат, да не водат сметка, да галамат, да фрлаат смет и ред други аномалии. Значи, они како живеат? Точно, брзо, но неодговорно, фрустрирано. Но дали таа чаша исто така се полни кај тие личности?
Па би требало. Се полни еден ден кој ќе прелее, што правиме? Прво, структурата не е добра. Второ, лош пример даваат. Трето, автоматски се себе разнебитуваат, уништуваат, бидејќи еден организам, колку и да е силен, ако е константно под атак на неспиење, на неодговорност, на неедуцираност, на подложност на тие ниски вибрации, тогаш клетките се разнебитуваат. Од физичко, психичко па. Така, што гледате са нашите клетки се приматели на вибрација. Имаме вибрација на љубов, кога ние на клетката и нудиме љубов, затоа тоа го пишува во таа претходната книга и целување на душата. Да, говоревме кога ми го слушаше. Така, однос кон душата. Значи ние на нашата душа треба да и се обратиме и да видиме, да прашаме дали е добра. Еве токму овде имам еден дел вели да се биде сочувствителен кон самиот себе. Што тоа значи? Така, па фактички гледате ние тука што зборувавме, надворешна вибрација, однос кон себе си. Создаваат аура. Така. Нашата аура зрачи или не зрачи. Сега со маската не може многу да се види аурата, ама ќе се почувствува по зборот. Но во суштина, многу е битно ние да имаме сочувствителни да се грижиме за себе си, првично за својата душа. Така. Ако веруваме во бесмртност на душата. Ако ние нели се транспонираме во еден поинаков живот еден ден, не се знае тоа, ама еве, тогаш ние со себе ја носиме душата, не го носиме телото. Но телото е составен дел на душата. Ако телото страда, и душата ќе биде болна. Ако душата е незадоволна, фрустрирана, во немир, телото дефинитивно страда. Затоа тоа од времето Парацелзус, например, Хипократ, сите велиле. Лекуваја душата за да ти биде добро телото. Ние не ја лекуваме душата. А како не ја лекуваме? Квази љубовни односи кај што ја повредуваме душата. Конфликти со другите луѓе. Неприфаќање на тоа што е добро, фаворизирање на егото. Потоа полтронски и разноразни негативни вибрации на работно место во секојдневие. Дали е тоа добро за нашата душа? А немаш. А што е добро за нашата душа? Се што е позитивно, низ призма на позитивна емоција, радост, виталност, опуштеност, смиреност, природа, прифаќање, преградка, бакнеш, поврзаност со другите, читање убава книга, задоволство, слушање музика, спортување, вежбање. Што ви буди убави чувства. Так. И знаете сега тука, Виолета, што се случува? Се создава навика. Нашиот ум, тоа е кај децата е познато, децата се развиваат, што се вели 3-5 година, најмногу ги впиваат нештата. Или травматични состојби, или некои позитивни. Тие дури интуитивно ги чувствуваат нештата. Дури потоа ги прати цел живот, она што ќе го чувствуваат. Па Фройд вели и до 7 година, но всушност тука се тие аспекти на прибирање на навики. И сега ние прибираме навика на неодговорен живот. Прибираме навика на тоа што ми е гале за другите. Прибираме на ниски страсти и вибрации, на неедуцираност, нефокусираност кон состената вредност и душа, докато живееме афективно, еден ден таквата навика начини се одрази во комуникацијата. А гледате втората навика. Се научува да води сметка со што се храни. Учи дека треба да го вежба, да го активира телото, оди во природа, оди во зеленило, оди покрај река. Наоѓа начин да слуша убава хармонична музика, таа се вика хепи фреквенција. Значи музика е на среќа. Внимава да не потпадне под негативни лица. Внимава какви односи гради или пак ги пресекува односите кои што го носат кон бездната. Ние се ставаме под тепих. 30 години на политички план под тепих. 30 години не водиме сметка за едукација, за себе развој, за мотив, туку ги пуштаме нештата низ вода. И на крај ни доаѓаат. Така и поединецот. Значи не води сметка за себе, за својот мирен сон, не води сметка за своето тело со што се храни, не води сметка дека треба да шета, се движи. Прима негативни вибрации, бидејќи интимниот однос е пренос на туѓата клетка и туѓата ДНК во нас. Се заплеткува, му е најбитно телото, задоволството, ниската страст и на крај станува разнебитен. И доаѓа до црвената линија. Знаете ли која е црвената линија? Моментално е црвената линија. Моментално? Во состојбата каква што... Не, ама таа е во поглед на закана од коронавирус. Но коронавирусот со себе си носи и психолошки тип на закана. Што значи? Црвената линија него почнува да го зафаќа афектот, стресот, го почнува да го зафаќа депресија, анксиозност, станува нетолерантен, станува внатрешно разнебитен и почнува да живее со страв. Тој страв не е од вчера, тој се акумулирал и се дошло до црвената линија на преистоштеност на психички план. И човекот кој што не се истоштил, кој имал аспект кон природата, кон сам себе, кон едукацијата, кон читањето, кон вакви книги. Смитате дека полесно ќе го надмине. Така е, па тој ќе рече добро се, судбина е, борба е, не е лесно. Ќе внимавам, ќе носа маски, ама при тоа нема да влезам у матрицата на стравот, па тој да ме разнебити. Бидејќи во
општествено ниво, тоа се вели масовна паника. Затоа кажав јас, нормално е ние да се плашиме. Не може воопшто да не се плашиме. Тоа Мора е да се околу нас, плашиме. меѓутоа да не Така. дозволиме толку многу Да не парализира. Така, Значи, да, гледате, да. масовна хистерија, масовна паника. Да. Па така функционирале. Нацистите своевремено во Германија, они преку таа масовна хистерија и масовен страф им наметнале на германците код прво на плашење, а второ на прифаќање дека се избрани од народ ариевската раса. Масовна хистерија ни спризна кога идел нивниот тамо водач, Така. канцелар и тие сите паѓале во транс. Дури така ги снимале тие негови настапи и од хеликоптер или правеле една фама дека ова ние сме посебни. Значи ги внесува масовна хистерија на посебност, Така. но претходно ги и манифестира масовен страф. Така. Значи плаши се ќе не изгубат, ќе не освојат евреите, ќе не загосподарат другите, дај да се будиме. Така. Сега, тоа ви е во колективистичка рамка. Преку пропагандата, затоа има министер на пропаганда, Гебелс, кој што тоа го пропагираше. Но индивидуално. Ние влегуваме во масовна хистерија, односно во индивидуална хистерија. Значи, стануваме нервозни, анксиозни, немој да ми се приближуваш, немој да бидеш до мене, или не сакам ова, не сакам она. Влегуваме во еден вид на индивидуален страф. Значи, едно внатрешно чувство на разнебитеност, на треперење, заради X фактори. И сега гледате, некој може тоа да го прави за да создаде пари. Некој може тоа да го прави за да наметне еден вид на нов светски поредок. Некој може тоа да го направи заради држење на другиот во едно блажено незнаење и манипулирање со него. И автоматски тој мал обичен човек кој не ги сваќа работите, Верува во или тоа. се подведува, верува и Да. станува психички преоптоварен. Така. Со психичка преоптовареност, утре ако дојде и затварање, карантин, тој нема капацитет да се справи. И А веќе тогаш најавуваат дека така, малку ќе психосоматските биде болести, Така. кои се докажано дека влијат и на телесен план. Така, така. И влегува еден волшебен круг, само затоа што претходно не сме вложувале во себе си, не сме ги пробудиле механизмите на саморазвојот, не сме читале, не сме сватиле со кого си имаме работа и од една друга страна не сме разбрале дека судбината секогаш лебди и може да биде закана, што Така. подразбира не биди параноичен, но биди подготвен. Така. Зуки, овде имаш неколку делови, сакам да ги споиме во едно, значи посрекно јас, заштита од негативното. И сега последниот дел е избор на доброто. Сега ова би сакала како во едно прашање, значи Има дали и за стравот и за стресот може Да, да. и за стравот, да. Во контекст на велиш на суштинската заинтересираност за самите себе, што е потребно да преземеме за да го постигнеме мирот и хармонијата на животот и да го победиме стравот воедно, нели, како што и го спомена. Па видете, прво, еве сега ние првично фаворизиравме миг. Мигот што си се разбудил е голема работа. Мигот што јас сега не осеќам некоја тежина е голема работа. Вие тука ме меревте, немам висока температура. Одлично е тоа. Единствено што ни пречат маските, меѓутоа тоа е за наше добро, така. Тоа е тоа се што правиме. Ама дека следат вибрацијата. Не мора нас да не гледаат, и може да бидеме и вона како роботи. Битно е што како што кажа ти гласот кажува како така, па вибрација, глас. Така. Човек што е несреќен, што е тажен, тој поинаку вибрира, говори, поинаку се искажува. така. Значи гледате, сега го бараме мигот. И сега го фаворизираме во текот на денот или во текот на деновите. И сега јас тука препорачам лични методи кои што се наведени да во се книгата, пронајде, така. кои сака од нив некој да се избере. Еве сега ја земаме читање на книгата Излез од криза која е намерно напишана Токму како за ова, да, затоа ја презентираме. Така, приречник во вакви едни ситуации. Кога ние рековме, надворешната закана е надвисната од коронавирус кој не знаеме каде и како и што прави. Најголемите експерти не ги знаат сите работи. И ние не можеме да знаеме. Се испостави дека е така. Така, Сите значи, предвидувања што ги имаше и од нели од надвор и од кај нас не испадна воопшто така како што предвидуваа. Да. Сега ако не можеме да го менаџираме тоа што е надвор од нас, мораме да го менаџираме тоа што е внатре во нас. Сега ние сме менаџерите. Што правиме у текот на денот сме се разбудиле. Да си земеме, да си прочитаме една ваква книга, едно 10, 15, 30 минути. Прво го одмараме умот, со позитивно, го одмараме телото, се фокусираме на себе си, добиваме клучна информација која треба да ја подвлечеме, да запишеме, за која треба да размислуваме, затоа јас велам, една тематика, нека биде тоа развој на позитивното. Треба да се чита 3 до 5 дена. Стравот, 3 до 5 дена да го анализираш, таму дава само и решение. Тој дел. Стресот, исто така. Има навистина значи, многу. седиш, читаш, размислуваш, внесуваш позитивно, внесуваш информација. Се обидуваш тоа да го како да кажам, да го осознаеш за да можеш утре да го примениш. Додека ако читаш само површно не ќе може ова туку така да се осознае. Навистина треба. Потоа, која е најголемата закана на современото живење?
здодевноста, Така. стравот од сиромаштија, стравот од болести. На овие три нивоа не смееш да паднеш. Не смееш да дојдеш во здодевност, да не знаеш што да правиш со себе. Не смееш да паднеш на болести, не де Боже. Не знаеш кој ќе те спаси или дали ќе се спасиш. Таква ситуација дојде, иако имаме и опција, ако вложуваме у себе, позитивна мисла, оптимизам, верба, Бог, молитва, може и да се спасиме од тешка болест. Докажано е тоа. Така. Собствената духовна состојба, јакнењето на собствениот имунитет, моќта на собствениот имунитет може да спречи сериозна закана. Не е дека сега болеста и ќе пропаднеш. Да, како што имаш напишано во еден дел дека ако позитивно размислуваме, позитивни работи ќе ни се случат. Така е. Ако почнеме негативно да размислуваме за многу работи, и навистина ќе не следат негативни работи. Значи, се што сакаме да направиме секојдневно треба да го размислуваме со позитивна мисла дека ќе биде добро, дека ќе биде убаво, дека еве убав ден ќе имаме, дека еве ние денес убава емисија ќе направиме со убави информации да им пренесеме до нашите гледачи и некако да го разведриме, нели, ова нивно попладне. Некако се така со таа мисла да се водиме во секојдневието, нели, за да можеме да го надминеме целиот овој психолошки товар што така е, значи гледате сега, не дозволува да потпаднеш под здодевност, под болест, така, и под сиромаштија. Трите сериозни закани, гледате, немаат работно место или ќе изгубат работно место или не сте доволно платени, влегуваат во стравот да влезат во сиромаштија. Но најстрашната сиромаштија е сиромаштијата на духот. Парите ќе се направат, парите ќе дојдат, ќе се преобликуваат нештата, не влегувај во сиромаштија на дух. Не дозволувај да ти биде здодевно. Ако ти е здодевно, добиваш апатичност, добиваш меланхолија, не ти се развива енергијата, ти се разнебитува духот. Значи и тоа не си дозволувај. Потоа, почни ритуално да влегуваш во денот, полека. Чај сакаш да пиеш, не брзај. Кафе, полека, фино, мирно. Некој да прочита весник, некој книга да разлиста, некој музика да пушти. Потоа цвеќењата, природата, зеленилото. Гледајќи, негувајќи. Во зен будизмот се вели концентрација на тоа натурално ти дава една филозофија на живење. Значи се концентрираш на цвеќето, на неговиот раст, на неговата убавина, неговата миризба и на било што е околу тебе, на лисјата што ги газиш. Потоа најди време да прошеташ покрај река, да отидеш у природа, да отидеш на планина, да отидеш кај сонцето. Витамин Д е потребен и од сонцето. Секој слободен миг да го користиме за да направиме нешто добро што се вели за своја душа. Не само да идеме на работа и да се мачиме, а треба да одиме на работа, туку треба да најдеме време и за себе си. Потоа, спа центар. Еве јас сега малку специфично некој ќе рече каде таму ризики има. Еве ја одам на пример. И се опуштам, се детоксицирам или пак се релаксирам и си внесувам една позитивна вибрација. Значи, возиш точак. Отидеш во природа. Бираш добронамерни лица. Се едуцираш, го развиваш духот. Вложуваш во нешто е убаво, фино, се радуваш на секој момент. Се радуваш на блиските ако се добри, се радуваш на себе си ако не си зафатен. Се радуваш на животот затоа што го имаш. Контра на тоа да не анализирам ќе одим во негативна перцепција. Значи остави ја негативната перцепција. Ако дојде проблемот, тогаш имаш втора опција или што се вели втора епизода. Тогаш треба да се бориш. Треба не сме позитивната мисла да те напушти. Мораш да правиш молитви. Мораш да следиш препорака на медицински лица. Мораш да се заземеш во случајот да обстанеш. Значи гледате, не сме загрозени, не смееме да вметнеме голема паника, голема хистерија. Ако дојдеме во ситуација да не зафати проблемот, пак не смееме да влеземе во голема хистерија, во голема паника, туку да се реорганизираме како да обстанеме. Методот на обстанок го има и таму во книгата. Кога веќе си дошол во кризата, како да излезеш од кризата. Првото е размислувај да не влезеш во кризата. Негувај се себе си, негувај го секој миг, не брзај, слушај музика, прифати ја вибрацијата на своето тело, ослушни го. Не проектирај стравови ако твоето тело не страда, ако нема болка некоја да речеме. При тоа, ако дојде проблемот, мораш да ги следиш сите методи. Не една од главните филозофии на животот е отргни се од негативни лица, кои те товарат, кои ти се жалат или со кои си разнебитен. Фати си го патот, прифати се себе си. Сега тоа е за некоја друга тема, сите овие импликации, но сакам да кажам, ние се додека постоиме и веруваме во Бог, веруваме во себе си, веруваме во позитивното, го развиваме позитивното, ние ќе бидеме делумно и заштитени. Освен ако се работи за карма. Кармата сака некојаш на тежок начин да не научи на некој лоши нешто. Па ни дава партнер, партнерка кои што не се добри, се комплицирани, кои може да не научат на тежок начин како да се засакаме, како да вложиме у себе си. Доаѓа болеста да не предупреди. Затоа се вели, после секое страдање следи откровение. И второ, кога ќе ставиш на масата кој
се спасил кој настрадал, сепак ние ќе видиме дека голем број се спасиле. Сите не настрадале од болеста, Така. сите кои паднале во кризата не останале во бездната, сите кои што изгубиле работа вечно не биле без работата, сите кои што се развели, кои што се дистанцирале од некоја личност, не останале осамени. Така. Значи позитивна перцепција. Па сега Се 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 случува. надминува. Па се случува, животот тече. Тече, Прифати се, имај сила, имаш енергија, оди напред. Развивај се, нема малодушност, нема паника, нема страв. Чи тоа малку фали на овој народ да му се наметне, што тешко му се наметнува по медиуми, бидејќи фаворизираат политики, фаворизираат разни состојби на кризи, на тешкоти и на блокади, не се работи на едукација. Затоа еве јас и во овие кризи, тешки моменти на Европскиот универзитет, ние работиме сега онлайн. И ние си уживаме во предавањата, јас и моите студенти. Сега им утре ќе им предавам деловно комуницирање, одма потоа им предавам деловно планирање и во еден блок прекрасни предавања и они ги слушаат, сите доаѓаат да ги слушаат онлайн, ние се создаваме позитивна вибрација. Зашто? Па зашто го бираме убавото. Или ај сега да плачеме дека сме ограничувања, не можеме да се видиме, не е исто. Битна е енергијата што ја пренесеш, битно е знаењето. Битна е целта и визијата. На тоа ние треба да работиме, но пак ќе ви речам, лесно е ова јас да го кажувам сега вака, со една еуфорија, некои луѓе имаат сериозни проблеми. Некои луѓе се соочувале со некои губитоци. Слушаме секојдневно за блиски кои што нивните им страдаат. Слушаме ситуации кога некои ние што ги сакаме се во болнички кревети и тоа не е добро и не е лесно. И тоа нас не погаѓа и нас ни создава меланхолија и нас ни вели заради животот толку кршлив. Ама што да правиме? Тоа е некоја состојба која мора да се надмине. Дури понекогаш и нешто кој ќе дојде најкатастрофалното, човекот, животот мора да продолжи напред. Затоа што некои работи се можеби и од Бог пропишани, ете така пристигнале. Еве ова коронавирусот има и некоја, би рекол, чудна некоја функција, нешто да вметне во човештвото, некоја нова промена, да се свати, гледате, не е било се во парите. Бидејќи најбогатиот со најмоќните пари, ако биде затворен, не може да ги ужива. Дури сега сваќаме ние колкава слобода и каков живот претходно сме имале. Сега дури сваќаме, можеби многу мина од нас трчајќи, нели, како што кажа и ти претходно, по работа, по обврски, не сме можеле да сватиме како го живееме животот. Дури сега сваќаме ние колку не сме посветувале можеби доволно време на себе си, а ни требало. Па еве прво сега главната филозофија. И токму ова треба на некој начин да не разбуди, барем јас така мислам, сите оние кои што. Може 3 најмалку категории, 4 ќе ви кажам. Прво, колку е скапоцено здравието кога го имаш. Така. Второ, колку е убав прекрасен мигот кој го развиваш. Значи кога го имаш ти мигот да бирам, ја тие што се болни не може да го изберат мигот. Тие се заковани, па дури и родителите или пак роднините на блиските и тие не можат кој знае каков миг да направат бидејќи се фокусирани на проблемот на нивниот близок. Трето, колку е битно семејството. Во оваа тешкотија семејството те крепи, семејството ќе ти помогне, семејството е покрај тебе. Тоа е тоа кој што ти дава мотив да издржиш. Да. И четврто, љубовта кон себе, чистата совест, достоинството на личност. Каде се сега ниските страсти, беснењата од еден на друг, на трет? Да. Каде се тие неверства што прават? Секој е лошо за добро е, како што велат, па и ова еден ден ќе помине и некако, барем се надевам дека ќе не научи да бидеме повеќе човечни, повеќе, како да кажам, да се сакаме себе си, меѓутоа да не им наштетуваме на другите. Така, ама сега знаете, од една страна излезе неморалот, од друга страна излезе моралот. И го гледаме моралот на медицински лица кои се трудат, кои се борат, кои не се откажуваат, и гледаме и неморал, некои профитери, некои разни. Така, потоа, автоматски се гледа дека сега ова атак на неморалот. Да речем, има многу прелюби, многу неверства, многу сплеткувања. Коронавирусот малку им ги закочи кочни работите. Да. Затоа еден доктор рече, сега немој ни да помислувате, додите во некои прелюби, состојби, уште повеќе ќе се заглибите. Значи, гледате, влие на состојба на свест и вели, чекај, најбитно е мојата безбедност, не е ниската страст, а претходно раскалашен. Троши пари кај ќе стигне, не води сметка за животот, не ги гради вредностите, се одава на прелюби на ниски страсти и ред други аномалии, автоматски мисли дека е Бог и дека вечно ќе биде така. Сега дојде нова ситуација. Ова нова ситуација се фаворизираат поинакви вредности. Вредноста на внатрешниот мир, вредноста на очување на здравјето, вредноста на блиските да ми бидат добри, вредноста на почитување на работата која имам. Зашто гледате, лесно се губи работа. Така, да. Вреднување и на некои средства кои си ги создава. Треба многу да ни се смени мислењето воопшто за тоа како како го живееме животот. И што е најбитно, вредноста на двата елемента без кои не може ништо да се постигне. Едниот елемент е силниот имунитет, а вториот елемент е уште поглавен од имунитетот, а тоа е душата.
Значи, нашата душа, Така. колку и се обраќаме, како се чувствува, колку е среќна. Значи, не може да биде среќна ако гледа несреќа. Но многу е битно како се чувства и силниот имунитет. За да го имаме силниот имунитет, мора да вежбаме, мора духот да го зајакнуваме, мора да имаме однос кон своето тело, мора да внимаваме со што се храниме, да видиме кога легнуваме, да не се одаваме на нечисти, неубави работи, бидејќи еден ден ни го напаѓаат имунитетот. Кој ќе дојде критичната ситуација? Што ни е потребно? Душата или духот за да имаме порив, имунитетот за да спречиме закана од коронавирус. И сега гледате коронавирус што прави. Тоа е целосна некоја, би рекол, машинерија да земам, едно ситно мало, но подготвено, да се снаоѓа, да се приспособува зависно од околности. Да. И напаѓа по генетска структура неретко, некои предодредени со генетски слабости или пак можеби по таа некоја генска структура поподложни на вирусот и поподложни да страдаат од вирусот. За разлика од некои други кои што ете гледате полесно поминуваат. Така, значи, да се индивидуално. понекогаш и не се знае што носиме во себе си, а и не се знае автоматски вирусот кого ќе го загрози. Затоа рековме, не влегувај во паника, не влегувај во преголем страф, но заштити се и внимавај да не го привлечеш. Но состојбата на нашиот дух неретко зависи во што ќе се вплеткаме. Так. Но самиот вирус, тој се снаоѓа. Тој наоѓа начини да се модификува, што се вели да мутира, да нападне, да пресоздаде. Кој е оној кој не штити од тој вирусот? Собствениот имунитет. Така, да. А треба Значи, многу да се работи. за него- имунитетот. за Не нив- само тоа да физички да консумираме сите оние додатоци и витамини, како што кажа, треба да се грижиме за нашата состојба, за состојбата на нашата душа и за тоа какви ни се мислите. Да имаме љубов во себе си, да имаме развој, да имаме Така. позитивност, да читаме книги. Да. Зашто, Еве, например, затоа денес сме тука, значи ова сето што го говориме, дури малку кажавме од она се што има нели во оваа книга. И како е корисно секој оној кој што може да си ја набави. На вистина јас топло препорачувам, на вистина прочитав книгата и немам зборови што да кажам, значи освен што секој треба да прочита и да го почувствува она што јас го почувствував кога ја читав. Каде може да најдат книгата? Па Оние книгата кои што не- може да порачаат и од мене лично, Добро. да ми напишат на Facebook или таму по Messenger или било Така. каде да ме најдат, ја ќе ми ја пратам по карго или преку пошта и може да ја најдат во Топер во или. Во Топер или Книжарниците, да. Добро. Или да ја порачат. Добро. Сега е промотивна цена, со поевтина, сакам да помогнам, да Така, поттикнам, така, а така. нашиот човек, нашиот гледач, мора конечно да си направи нешто добро за себе. Така, да. Да биде вреден, да биде со молитва, да биде со Бог, да биде со едукација, да биде со волја, кон желбата да напредувам. Со читање ваква книга, само може да напредува, да им даде на блиски, да подцрта, да зајакне дух, а не само ги интересира хамбургер, пица, не знам што газирани пијалоци. Па инвестирај малку у себе си, еве у вакви ситуации, духот е тој кој што ти е потребен. Така. Едноставно и треба да престанеме да се ориентираме кон некои површни вредности. Кај нас површноста не зафати. Од култура до таму литература, до не знам какви ориентации на политика, на се и се што, ние не одиме кон темелот, кон суштината, кон вредноста. Тоа асоцира. Дади го ти твоето, најдоброто. Биди одговорен кон себе си, биди одговорен кон другите, а второто, Бог нека одлучи. Ако е пишано, нека биде пишано. Ама ако имаш љубов во себе си, ако чукнеш на позитивниот начин, тогаш и Бог ќе ти возврати со позитивниот начин. Така. Значи на крајот мора да имаме и верата и вербата. Значи ние сме Да тие веруваме кои што дека тоа ќе го биде се бираме добро, така. со тенденцијата на крајот да се поврзаме со еволуцијата, затоа што се е еволуциски. И оваа ситуација може да го зајакне човечкиот род. Иако е страшна и критична и опасна, Така, да. но човештвото во минало низ разни искушенија Како што кажав, премрежија. секој е лошо понекогаш за Така е. добро. На така, да еволуцијски не научи ние на некаде нешто сме подобро. заглибиле. Зашто заглибивме? Премногу се ориентиравме кон телото, еве ја заканата за телото. Премногу отидовме кон техниката, еве ти ги сега состојбите кога никаква вредност нема техниката. така. Станавме материјализирани, станавме индустриализирани, станавме премногу ориентирани еве и кон мобилните телефони, кон многу нешта, не почитуваме душа, не почитуваме дух. Доаѓам состојба во животот кога сваќаме дека сите сме исти на некој начин, без разлика дали сме побогати, дали имаме повеќе или помалку, сите сме пред се луѓе. И затоа треба да бидеме и останеме луѓе во вистинската смисла на зборот. Така, Така и- ќе бидеме добри и за себе и за другите. Па еволуцијски сега се бориме како човештвото да опстане, како човекот да опстане, како моралот, како така да се завземе, како да се победи болеста. И во сето тоа е многу битен и колективниот дух, но пред се индивидуалниот дух. Индивидуалниот дух со сите тие методи кои ги насочувам таму и ги давам, има поттик, има простор како да се зајакне. Значи Да. има. А Има, втората навистина, опција е да. жалење, апатија,
страв, немир, фрустрација. Така, И тоа ќе донесе резултати. Да. Значи, таквиот пристап на неводење сметка за себе, на неморал, на фрустрација, на страв, на блокада, носи последици. Так. Позитивниот пристап, водење сметка за себе, придонес за добрите, слушање на експерти кои што асоцираат како ние да одиме напред како колектив, како индивидуа, дава простор за победа, еволуцијски напредок и еден ден, можеби на основа на сите овие премрежија кои ги осознавме, можеби и светот и човештвото ќе станат подобро место за живење. Така, еве ова нека биде како една порака за крај од тебе, бидејќи веќе тука ни истече времето. Ти благодарам Зоки за денес. Се надевам дека во следното издание што ќе го направиме, нема да мора да носиме маски и навистина би сакала еве да проговориме за некоја поубава, поведра тема, да не зборуваме повеќе за стравото од оваа пандемија. Така, јас се надевам една позитивна, оптимистичка тема, затоа може да читаат и мојата книга Моктај на умот, моктај на срцето, еве и оваа како што излез од напоменав, криза, ете и љубовни патокази, така, било која книга, нека читаат, нека се структурираат. Така да поминеме оваа ситуација Да ја малку поминеме и вие ќе ме излеземе. повикате на гости, Така. тогаш да зборуваме само за оптимизам, само за позитивни вибрации. Дај Боже да биде така. Ти благодарам уште еднаш, ти посакувам на вас. успехи на универзитетот со твоите студенти и во секојдневниот живот. Благодарам многу. Почитувани гледачи, тука веќе ќе морам да завршам за денес и благодарам за вниманието. Се надевам дека сето што го слушавте од ваша корист, уште повеќе што кога Зоки го кажува сето тој кој говори и за сите овие работи, претпоставам дека уште поубаво ги и приемчиво ги доаѓа до вас и ги слушате и се надевам дека и така ќе постапувате, а сите оние кои што еве се заинтересирани, кажа доктор Зоран, може книгата да набават во или Топер или пак да се обратат лично до него. Ви посакувам пријатен остаток од денот, имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, слушајте ги препораките од Министерството за здравство и секако ние се гледаме повторно за 7 дена во исто време.